Се прашуваш дали сакаш да бидеш генералист или пак можеби фокусиран на една технологија? Или можеби имаш дилеми за бекенд, фронтенд или фулстек? Оваа епизода е за тебе. Откако пазарот стана таков каков што стана, се појави еден стереотип дека генералисти и по екстензија фулстек девелопери се повеќе на цена. Лично не ми пречи, затоа што активно избегнував да се идентификувам како фронтенд или бекенд девелопер цела кариера. Или пак да се идентификувам со одредена технологија и покрај тоа што често се наоѓам на фронтенд последниве 5 години, многу често во JavaScript, реално TypeScript фамилијата на технологии Stacks, но се уште не би рекол дека се идентификувам како JavaScript девелопер или како фронтенд девелопер. Имам преференции секако, ама за мене лично, развивање софтвер интересен спорт како и да е. Малку историски контекст пред да навлеземе во темава и да ви дадам било каков совет секако. Кога Explorer 6 се уште одеше по земјава, приликите и дефинициите на тоа што е фронтенд и што е бекенд девелопер беа многу поразлични од тоа што го знаеме денеска. Зборот генералист во контекст на изборот на стек постоеше, ама немав прилика да запознам луѓе што скока од технологија на технологија така лесно. Изразот што во главно се користеше беше веб девелопер, кога зборувавме за развивање на веб платформата, подразбирајќи некој што примарно работи на бекенд. Тоа што го подразбиравме како фронтенд најчесто се однесуваше на сосема поинаква категорија на работа. Слайсинг во Photoshop, така наречениот, и сето тоа да се пренесе во веб страницата исто како што е нацртано во дизајнот. Да, Photoshop користевме патем за дизајн. Искрено кажано, од JavaScript генерално и се бегаше. Заслужено и разбирливо, бидејќи имаше на вистина големи проблеми со тоа што е стандардот за JavaScript како јазик. Голем дел од вината за ова носи Internet Explorer. Да, се уште сум прилично огорчен на темата. Дебагирање на Explorer 6 самото по себе е доволна причина за терапија. Тие што не го правеле, нема да ме разберат, ама не ви го посакувам дефинитивно. Нештата за среќа се сменија. Тоа што денес го знаеме како модерен веб девелопмент е нешто што го добивме низ многу поставување, поставување и следење на стандарди и генерална еволуција на сите алатки што ни се достапни, а многу ги имаме навистина. Да сме искрени, мислам дека малку ја претеравме со она фрли се на фронтенд, тоа е тема за друг пат. Имаме една панела, ќе ја линкнам во коментарите доле. Исто така honorable mention и за клауд инфраструктура, што дополнително ги замрси работите. Барем за мене, не знам дали е за сите така. Пред да продолжам, се што ќе кажам е на база на моето искуство. Дефинитивно не е ниту апсолутна вистина, ниту единственото мислење. Ќе најдете многу надвор и можеби едноставно не е правилното за вас. Shameless plug, епизодава е делумно базирана на блог пост што го напишав пред неколку месеци. Линк во описот ќе оставам секако. И кога сме тука, like and subscribe. Да тргнеме малку од практичниот таго. Очекувањата на компаниите. Доколку се гледаш како вработен во фирма, мислам дека бидување генералист, односно фулстек, е со потенцијално поголем бенефит за фирмата. Причината е едноставна, флексибилен си. Ако пропадне еден проект, релативно лесно може да те префрлат на друг. Ова е секако специфично на агенциски сетинг. Во продукт фирми или стартапи фокусирани на продукт, играта секако ќе биде поинаква. Нивниот стек најчесто е решен од почетокот. Сепак промени се случуваат, се додаваат нови технологии и API, задржување на одредена флексибилност има предности во ова сценарио. Сепак, еден од недостатоците на флексибилниот пристап е плиткоста на знаењето. Имено стануваш површински добар за ен технологии, но потенцијално ти фали длабочина. Потенцијално, ова е многу битна дистинкција тука. Што всушност е и главниот аргумент за специјализирање. Длабочината на знаењето на одреден јазик, платформа или стек, технологии генерално. Дополнително мислам дека изборот на специјализација доаѓа со помали очекувања за така наречениот фокус шифт, што е навистина голем проблем. Именно ако генералист можеби би решавал тикет со промени за CSS, па да смени напишување на REST API endpoints, плаќа дополнителна цена на фокус шифт. Има интересно истражување на темата, ќе го линкнам во описот секако. Флексибилниот пристап сепак има предност во можноста за специјализација. Доколку сме одбрале да бидеме генералисти, ништо не спречува да посветиме малку време да ја научиме платформата, јазикот и така натаму подлабоко. Секако, ова не значи дека нашите специјализирани колеги не можат, меѓутоа мислам дека имање на некаков стартинг поинт е секако добро пред да решиме длабоко да влеземе во специјализација за нештото. Барем за мене функционираше супер.
Како takeaway, двата пристапи се валидни во зависност од вашите лични преференции. За мене, генералистичкиот пристап е подобар затоа што сакам да истражувам. Каде што специализацијата ви нуди длабочина, генералност ви нуди флексибилност, што може да стане специјалност по потреба. Bottom line, full stack генерализам е супер, ама дефинитивно не е за секој. Може да биде стресен заради фокус шифтот, дефинитивно бара повеќе енергија, што може да значи бърнаут и некои други неубави работи. Но секако е rewarding. За мене. Ако пак сакаш да учиш примерно во длабочина, специализирај. Само имај на памет дека постојат и други технологии с текст. Не мора толку црно-бело да ги гледаме работите, сакам PHP и не ќам .NET. Генерален совет за сите. Не се боксирајте во ќошеви без разлика на изборот. Истражување, љубопитност и постојан учење ни помагаат на сите што себе си се гледаме како програмери и IT професионалци. Ви благодарам за секое споделување, лайк и сабскрајб. Се гледаме во четврток.